Мео. Све си е чисто, уредно, нигде немам шкртано. Не ми е јасно како можеле деца да немат во учебници. Ево јас ќе ги дам моите учебници, од Петко, од Рајко ќе собереме учебници и им даме на деца. Шо, исти се. Шо имам јас учено и вие ќе учите. Па те стрезо, ти може да мислиш дека си исти, ама не си исти. Мајката, шо демек јас ко бев 2 и 2 беа 4, сега се 5. То сакаш да ми кажеш? Па те стрезо се менуваат програмите, не е исто кој што беше порано. Значи сега можем да измислат равенка што на крај 2 и 2 не ќе ги направи да бидат 5. Ме разбираш? Ама оди бегај таму. Абе, ти прост пример сега да ти изгуглам да видиш. Значи нашите експерти сега во новите учебници по математика, гледај што откриле. Значи триаголникот, збирот на аглите во триаголникот дека не е 180 степени, него е 190 степени. Чекај малку. Како бе, откај ги најдоа овие 10 плюсами? Откај ги најдоа, па не знам, вајде од исто место кај што му ги најдоа овие дека овој Монт Еверест не е 8800 метри, колку е? туку 29 километри. Што збориш бе, порасна толку? Пораснал толку е, па ете оттаму му ги имаат најдено. Или на пример дека Никола Тесла е измислил електричната енергија. Ме сваќаш? Нема бе, јас сум аут, значи цело време, ама цело време сум со луѓе прамуваме Со читам. кој се граничи Батестрезо на Запад Македонија? Со Албанија. Па гледаш дека си ти уназаден Батестрезо, ништо не си Чекај. апдейтиран. Значи по новите Чекај. учебници на географија, Абе, Македонија на Запад се граничи со Бугарија. Абе, еве А ти на исток со историски Албанија. атлас, чекај. Ништо не знаеш бе Батестрезо, Ево ти ти на навигација историски не знаеш да атлас. пуштиш. Еве ти овде е Македонија. Еве ти Запад Албанија, Исток Бугарија. Што сакаш да ми кажеш дека во меѓувреме Македонија си имат свртено? Па не си, Што? па тоа се А овие други останале? Ама тоа се рутински денски тектонски поместувања во меѓупростор. Што се разбираш бе ти кога не знаеш на врска појма немаш таму? Молим, да ти дам едно тектонско поместување сега овде кога ти со мене си играш мајка. Абе Јапонија, знаеш ти дека месечно се поместува 2 сантима, што ме нервираш? Што мислиш ти дека сега Јапонија е исто до Кина кој што беше пред 2 години? Нема. Што мислиш ти, јас 400 години имам пораснат за 29 километри Монтеверес? 400 години да ти кажам право, ама ти кога си учил било обратно. Слушај, јас сум ти old school, јас сум ти улична школа. Така е, Јас сум тачно. од улица дете, а за то диплома нема, зато ги знам тие. А улиците не ги знаеш, џабе разборам ја тука тебе за ти гледа за кукави површини ми пречува од улица, не знаеш, ја ти викам Ѓуро Ѓаковиќ вози, ти кај Ѓуро у кафаната ме возиш. Јас не знам улици, јас сум море old school, јас сум дете од улица, диплома имам, јас не знам улица. Џабе си дете од улица, бе. Секи ти кажам Ѓуро Ѓаковиќ. Од кај кафанчено моје од Антонио десно, право продолжиме кај кафанчено од Мартин Другарчево, одма наспроти ти е Ѓуро Ѓаковиќ. Ма тебе ако ти ги сменат кафаните утре, ти нема да знаеш кај се наоѓаш бе, па ти знаеш ти Нема. по кафани се водиш. Ти улица не знаеш, што има на Ѓуро Ѓаковиќ, знаеш? Тука ти е Министерство за култура, на пример. Министерство за култура, ја ти речем вози до министерство, ти по кафаните ќе ме возиш. Пак ги смена сиве имиња на улици, вака кафаниве си остана, тие се кафаниве. Кафани, па ти остана, ама ти сваќаш дека ти ако не ти уклучам ја навигација тебе на таксито, ти со таксито знаеш и кај водиш бе Батестрезо. Абе немој ти мене да ми кажеш Ама ти си од времето нема. мапи која вака совршајната која не ја гледавте. Значи сега ако не ти е навесна навигацијата, џамбас која беше у сонје годне се човекот ти рече у центар да го носиш. Оре џамба седен, таму сакаше човекот, таму го однесо. Абе кој сакаше у центар ти рече да го нема? Не знам што се расправам уопште, Батестрезо, ти си тотално аут. Значи не си апдейтиран. Ти да ти каже некој чат GPT, ти ќе го гледаш ко теле у шарена врата ќе го гледаш. GPT немаш слушнато уживо. Јас немам слушнато за GPT. Немаш. Јас немам слушнато за Менде GPT од Битоља. Ево ти ми кажеш, вака сме со Мендета, GPT го викет напрека. Вози джипој по горе по планињево и го ќе опраша шокола вози, тој викаше джип па и ти. И затоа почнаа да го викет напрека GPT. Каош ме? Море, Стефче, значи нема како да ти објаснам. Како, не знам како. Значи, оиш на школа и да те треба да те научат за да учиш во иднина. Ме разбираш? Тоа е целата работа, тоа е целата филозофија на образованието, не ова вашето сега. Ето, се знаеше порано што е образование. Образование ти е она што ќе ти остане во глатот кој ќе завршиш на школа. Ето ти е образование. Браво! Како осмисли ова жити сега, многу си Јас не паметен. го имам смислено, многу попаметен и од нас двајца го има смислено. Ајнштајн го има тоа речено. Кажи му, Анче. Браво Ајнштајн.
Абе, види го. Добро да е едно дохрит, ама стварно надежта на секоја земја лежи во инвестициите во образованието. Односно може да се каже дека тоа е една мерка по која што се мери иднината на секоја земја. Ама иднината е образованието на кого? Е на младите. Па на младите, бе, Ајнштајн, значи на младите. Ај вози таму и не кажи ново. Абе, јас не... Абе, немој ти да ми кажеш кај да правам, што да правам. Чекај сега, стварно, имаме паметни деца во земја, кои што се креативни, гениални, вон серијски, далеку над просекот. Не може со Батестрезо. Значи, они може да бидат генијалци, со Батестрезо не може. Не, он е... Значи, вака, он е па 10 места, па после надоле таму Ајнштајн, Тесла, кои се под тебе, Батестрезо? Сакаш да трчаш по Комбево? Шо да трчам Сакаш по да трчаш Комбево? по А шо да трчам по Комбево? Комбево? Така не ли е, бе? Излегувај Ти не ли си најпаметен? Излегувај надвор. Ќе ти нека каже Ана за децата, чути малку, за младите за треба да двајцата. каже. Оние креативни, гениални деца не висат на Инстаграм. Не прават сторија, туку си постигнуваат резултати по надпреварени светот. Ама можеш да ги тагнеш. Ќе им ставиш хаштаг гениални деца МК. Хаштаг и ги тагнеме. Ајде. Батестрезо знаеш што е таг? Таг. Ќе дојдам, ќе те тагнам надвор од Комбево и да знаеш ќе клам овдека еден знак да не се разговарат со шоферот дур паркират и вози. Готово. Секцијата по математика е ин место за учениците од училиштето Тихомир Милошевски, во ек на сезоната на надпревари. Наставничката Анкица Спасова ги подготвува со страст, за да им се радуваат заедно на наградите кои нема да изостанат ниту оваа учебна година. Значи, прво доаѓаа наградите и успесите децата што ги освојуваат на државно ниво, понатака одскокнавме на меѓународни олимпијади, буквално од геометрија, од европски купови, тоа со златни медали можеме доста да се пофалиме. И понатака како тој дел тече, едноставно го понесува наставникот уште повеќе професионално да се развива за да може да им парира на тие ученици, бидејќи тоа се големи таленти. И едноставно сето тоа од друга страна пак ги носи наградите кои што ние како наставници понатака ги освојуваме. Оваа наставничка е најдобар просветен работник според Сојузот на просветни работници за 2021-2022 година во нашата земја. Многуте надпревари со учениците по Европа, но и нејзиниот развој и го носат престижното професионално признание. И за да ја добие човек таа награда, треба да се исполнети буквално сите аспекти од професионалниот развој на наставникот, и истражувањата, и пишување на трудови, учество на конференции, на меѓународни проекти. И доколку овој професионален развој го нема наставникот, буквално од целокупниот опсег и психологија, и како што еве медиумските писмености сега што ги има, критички размислување, не може да се постигнат резултати и да им се доближи на децата да имаат доверба, да го сакаат предметот и тие да бидат опуштени и да доаѓаат со љубов на часовите. Љубов и математика некако не одат заедно во иста реченица, барем не за големиот број на ученици во земјава кои покажаа исклучително лоши резултати на PISA тестирањето. Дали таа го знае одговорот на задачата со многу непознати PISA тест, со кој се проверува јазичната, математичката и научната писменост на учениците? Буквално ова е толку комплексно прашање на кое што треба да работиме и ние наставниците, не би кажала, значи голем процент зависи од нас. Меѓутоа и самата организација и самите концепции на образование кои што многу често се менуваат во нашата држава и не можеме цело време да ги оствариме целите до крај. Меѓутоа, главниот дел кој што можеме ние како наставници по математика да влијаеме е типот на задачи и мотивираноста на учениците што ќе им ги даваме за време на часовите и начинот на кој што ќе ги мотивираме. PISA имаат вметнато во последно време задачи кои што не се шаблонски, не се задачи што шаблонски треба да се решаваат, туку задачи во кои што треба да се вметнат иновациите и начинот и пристапот децата да се учат да размислуваат на нерутински начин, на сосема по друг начин.
да имаме задачи со проблемско ниво и задачи за примена на математиката во секојдневниот живот. Значи да се трудиме како држава кај учениците да стекнеме трајни знаења. Знаења кои што не само што ќе се трајни, туку и ќе бидат применливи. Наставничката по математика Анкица денес ја бележи 22-та година од просветниот стаж. Таа е некогашна најдобра студентка на годината на ПМФ, која секојдневно денес ги уверува учениците дека математиката не се учи за оценка, туку за живот. Многу е битно децата да ги научиме преку математиката да прават анализа, да размислуваат и на крај да ги синтетизираат знаењата за да дојдат до решението на проблемите. Кога ние математиката ќе ги научиме дека им треба буквално за сите области од животот, тогаш ние ќе имаме граѓани кои што ќе знаат да носат вистински одлуки, и лични и професионални. И ќе можат тие математички знаења утре да ги применат во секој дел од животот, а најмногу нели сакаме и на професионален план, каде што ќе можете да ги уновчат и да бидат и добро платени понатака во областите кој каде што и ќе се пронајде. За полесен живот, вежбајте задачи по математика. Дечки, имам стварно една тажна вест за вас. Олека бе, што е работава сега? Знаете што е ПИСА? Как не знам што е ПИСА? ПИСА помало крапче, појки личи на грунец во Охридско езеро. Не, супер, ти држи се до риболовот, ама ПИСА не е само тоа. ПИСА е меѓународна програма со која што се мери способноста на учениците до 15 години, каква е нивната вештина за јазик, математика и наука. И ги тестираа наши? Ги тестира. И гаранција на еки, а? Од позади, да. Мам бе, Анче, толку ни се поразителни резултати во образованието? Имаме ужасни резултати, да не кажам катастрофа. Од 81 земја, понешто сме 71-ви, некаде сме и 61-ви, но ако продолжиме вака, долу сме на дното бетонирани. Како ги спуштивме деца овака? Знаете што, земјите кои што имаат подобри резултати на ПИСА тестовите се земји кои што инвестираат во образование. Ние не сме од тие. И се чарео како? Па да се проценат реалните потреби на учениците, да се има поиндивидуален пристап како да се учи и што да се учи. Сакаш да кажеш, значи индивидуален пристап е да видиме некој ученик за што го бива и да се работи индивидуално со него стриктно за тоа што го бива или не знам како. Токму така, и фактички кридата во учењето е одговорност на сите политички структури и мислам дека околу тоа може да се обединат сите и да ја решиме состојбава. Јас сакам подобри ПИСА тестови. И јас. И јас, бога ми. Како ги испуштиме децата, бе? Ова се два тима, Spacewalkers, едните јуниор, другите сениор. Се подготвуваат за глобалните надпреварувања во роботика во април, едните на Крит, а другите во Атина. Ние сме Spacewalkers, јас сум Мина, ова е Стефан, ова е Даниел, ова е Марко. Во овој тим ние се спремаме да одиме на роботска олимпијада во Крит. Тука програмираме, тука градиме со лего коцки и во градно друга глобална. Ние сме од Space Walkers Junior, јас сум Дамјан, тоа се Павел Боријан и Давид е исто со нас во тим. Сега ние зимскиот распуст го користиме за што е можно побрзо или подобро да направиме програмата за таму. Оти треба да направиме и проекти робот исто така. Заедно се членови на STEM Академијата, која со години наназад се обидува да ги пополни празнините на формалното образование, кое според многу параметри, вклучувајќи ги и ПИСА тестирањата, сериозно доцни. Формалното образование воопшто не ги подготвува децата за иднина. Форматот на формалното образование е поставен уште
минатиот век се барало децата, односно кои што посетуваат да веднаш влезат во производствениот систем, каде што е потребно не многу размислување, работи кои што се повторуваат. Денеска сосема светот е променет и се бараат други способности на децата. Да, информацијското доба во кое живееме бара нови вештини кај учениците. STEM како методологија е достапна во земјава, но само како воншколска активност. Што всушност таа покрива? Наука, технологија, инженерство и математика. Тоа не значи поголем број на повеќе часови математика, повеќе часови наука. Него напротив, практично применување, меѓутоа применување на сите овие знаења, без разлика детето на кое ниво ја знае математиката, на кое ниво ја знае технологијата и така натаму. Ние на пример тука затоа работиме со Лео Коцки. Најбитната работа кај учењето е фокусот. Фокусот им е правењето на модели, им е решавањето на проблемот преку модели. Знаењето е насочено токму кон решавањето на тие проблеми, односно склопувањето на тие модели. И немат никакви други дистракции. И тука се потикнува и љубопитноста и така натаму и потребата за истражување. За нивниот STEM пристап во учењето досега имаат освојувано многу меѓународни награди. Низ нивните простории поминале повеќе од 5000 деца кои почувствувале придобивки во формалното образование. Јас преку ова дознав за силата на триење и ми помогна многу во школа кога го учевме тоа. Ми помогна да знам како се користи или како работи силата на триење исто. На STEM научевме да размислиме поуникативно и тоа многу ни помага во часовите дека ние не ги памтиме нештата на памет, туку ги разбираме. И тоа мислам дека најдобрата придобивка што можеме да добиеме од STEM. За децата да можат да го сватат целото тоа, односно да прифатат било какви дополнителни содржини, без разлика какви се. Тие треба да знаат зошто, каде ќе им биде тоа, колку е релевантна таа информација, односно тоа знаење во секојдневниот живот или во нивната кариера. Затоа што без тој материјал да биде релевантен, воопшто мотивацијата за аквизиција на тоа знаење воопшто не е соодветна. За жал, обидите STEM методологијата да влезе во нашето формално образование, по примерот на многу европски земји, засега е безуспешен. Но затоа, преку нивните активности и учениците, останува влијанието на микрониво, како пример дека може да се одржи фокусот и љубопитноста кај децата, во време кое е сериозно предизвикувачко за образовниот развој. Лука Павикевик е на одмор во Скопје и тоа е стварно привилегија да се улови Харвард студент во Македонија, а во исто време кога по 21 пат Харвард е универзитет кој што се наоѓа на самиот врв на Шангајската листа. Добре дојде дома, прво и основно. Многу ме интересира како изгледа да се биде Харвард студент за овие 5 месеци колку што веќе си таму. Добро ве најдов, Ана. Ви благодарам многу за прекрасната најава. Чувството е дефинитивно интересно и невообичаено и малку е тешко, нели, да се едноставно да ги почувствувам сите емоции па да донесам некаков заклучок, но дефинитивно е прилика, е шанса која што не се пружа повеќе пати во животот, туку кога ќе е дадена треба да се зграбчи и понекогаш дури кога трае семестерот и самите студенти забораваат со кого имаат работа или на кој универзитет се, бидејќи нели студент како студент се фокусира на учење за испити, на завршување на задачите, на излегување на социјален живот, меѓутоа кога комуницира со своите професори, може да заборави дека токму тој професор добил Нобелова награда или како што е случајот со овогодинешната добитничка на Нобеловата награда за економија, Клаудија Голдин, која што предава на Харвард, се случи токму моја колешка заедно со која заедно имавме предмет политика на американското образование, токму во некој друг момент тоа што го слуша, професорката Голдин да и биде нејзе професорка, односно предавач. Импресивно звучи друштвото во кое што се наоѓаш, односно средината во која што се наоѓаш. Ама клучен момент за нашиот разговор токму на оваа тема ми
е фактот дека ти до пред 5 месеци беше претседател на средношколците на ниво на нашата земја и од таа позиција заминуваш како студент на Харвард. Како гледаш кога ќе се свртиш наназад на сето она што го мина како образовен процес во земјава и како гледаш на нашето образование кое што имаат можност нашите средношколци и основци во моментов да го добијат? Интересна е разликата која што се воочува. Знае јавноста дека јас посетував средно образование во меѓународни училишта Нова, каде што слушавме меѓународната програмата за меѓународна матура, која што е различен систем од државниот, меѓутоа преку Сојузот на средношколци дефинитивно знаев што се случува и знаев како изгледа македонскиот образовен систем кога говориме за јавното образование. Не можеме да мислам дека никој од нас не може да даде позитивна оценка за македонското образование. Едноставно сите знаеме дека е на незавидно ниво, знаеме дека квалитетот е многу низок и нема потреба дури ни да говориме за нашите чувства или впечатоци кога веќе со години, да не речам и со децени, имаме квантитативни податоци, имаме бројки кои што ни укажуваат дека образованието, тоест македонскиот образовен систем како и да не постои во моментот кога гледаме какви резултати произведува. И ПИСА-та тоа ни го потврди. Секое истражување на ПИСА, секоја следна година има по-лоши резултати од претходната. Гледаме, ПИСА мери 3 вештини, 3 области, мери математика, читање и природни науки. И во читање и во природни науки гледаме пад 2015, 2018, 2022. Значи имаме и апсолутен и релативен пад и самиот тренд самата линија на трендот е надолна. Во математика имаме подобри резултати од 2015, меѓутоа имаме полоши резултати од 2018 година и трендот е нагоре, меѓутоа повторно сме лоши. Меѓутоа дури и да го игнорираме трендот, нели како ние релативно се подобруваме или се полошуваме во нашиот образовен систем, многу поголем проблем е што сме далеку од просекот на ОЕЦД, односно кога ќе се споредиме со другите земји во моментов сме на самото дно од тие листи и тоа секако создава голем број на проблеми. Добро, Лука, каде е решението за состојбата во која што ја имаме? Имаш искуство со американското образование во моментот, го знаеш системот македонски како функционира преку искуството претходно кој што го имаш. Дали гледаш некаква формула по која што може да се движиме за да добиеме нагорна линија на ПИСА? Ова веројатно сум го повторувал повеќе пати, меѓутоа мора пак да го кажам, треба да бидеме искрени пред самите со себе како општество. Моментално по сите параметри ние образовен систем очигледно немаме. Значи, доколку некој внимателно ги прочита бројките од ПИСА, тие кажуваат дека од 2/3 па до 3/4, значи од 60 и нешто посто до 75% од македонските ученици не доспеваат ниво 2 според ПИСА, или се ниво 1 и ниво 2. Меѓутоа забораваме дека ПИСА има 6 нивоа. За да се биде функционално писмен, потребно е да се обезбеди нивото 2. Доколку нас 2/3, значи огромното мнозинство од учениците не успева да го постигне тој резултат, значи дека ние децата моментално не ги образуваме. Бидејќи ако во сите држави од 5 па до 10% од учениците доспеваат ниво 6 или ниво 5, што е највисоко, односно се дури и пред својата возраст според ПИСА тестирањето, кај нас таа бројка е 0. Тоа го пишува во самите ПИСА резултати, но математика се јавува како 1%, во читање и во природни науки е 0. Значи моментално образовен систем немаме, бидејќи тој очигледно не дава резултати. Понатаму втората вистина што треба да си ја признаеме дека можеби и како општество недоволно го цениме образованието. Потсетувам, Сојузот беше единствената организација за време на пандемијата која што повикуваше на повторно отварање на училиштата, бидејќи знаевме дека во многу училишта онлајн настава воопшто не се ни спроведува. И сега, додека беа отворени кладилници, казина, ресторани, кафулиња и дискотеки, училиштата беа затворени поради пандемијата. Повторно дава една слика на општествениот систем на вредности. Тука да не ја исклучуваме и индивидуалната одговорност,
бидејќи и родителите дали се грижат дали нивното дете нешто научило или па гледаат да му обезбедат петка за полесно да помине на оценувањето. Така што треба дефинитивно образованието повеќе да го вреднуваме како општество, а и фактот дека досега им го препуштивме на политичките партии да управуваат со него и директно и индиректно, кажува дека недоволно го цениме тоа. Третата забелешка што би сакал да ја дам е во разговор со еден образовен експерт од САД кој што ни беше гостин на часот политика на американското образование, каде што го анализираше случајот на државата Флорида која што успевала долги години да ги подобрува своите резултати, да кажеме од некое дно многу да се подобри. Кога го прашав што мислите зошто Флорида е нели таков исклучок од правилото, и тој кажа бидејќи одлучивме да спроведеме една реформа и се државме до истата. Значи потребен е и континуитет и една темелност и упорност во образовниот систем. Кај нас се случува спротивното, со секој министер доаѓа нова реформа и се создаде една целосна каша и нередица во македонското образование. И ова што го споменуваш е огледало на системот. Но како да ги поттикнеме нашите ученици да бидат љубопитни и да направат на некој начин обратен ефект, притисок на системот? Дали имаме и можност за таква акција? Што се однесува до тоа, не треба да го исклучиме и домот како фактор на влијание. Тука голема улога играат и родителите, не само наставниците, особено кога станува збор за раната возраст на детето. И затоа, например, мене ме загрижува кога ќе видиме мали деца кои што наместо да разговараат со своите родители или родителите да им купуваат стожувалки, сликовници и книги, тие едноставно им го даваат телефонот, па тие се препуштени самите на себе. Има повеќе студии кои што покажуваат дека треба да се работи со децата од рана возраст, за понатаму да даваат добри академски резултати. Благодарам за овој убав муабет и ово огледало кое што ни го даде. Благодарам и вам. Се надам дека од американска перспектива уште појасно изгледаат нештата, особено во сегментот образование. Ќе ви го кажам ова, мислам дека е ефективен заклучок на нашиот разговор. Кога го слуша професорот со каква загриженост говори за американскиот образовен систем и кога ги гледавме проблемите, видов дека делумно проблемите ни се слични. Меѓутоа, сега кога излегоа PISA резултатите, Америка е секогаш над просекот. Меѓутоа, тие велат, ама зошто не сме први на списокот? И се загрижени поради тоа, иако се над просекот на OECD државите. Ние сме на дното, а повторно како да не ни е гајле. Ти благодарам многу и ти посакувам многу успеси. Благодарам. Ајде да го шмркај, ајде, ти си прв, ајде. Абе, не треба прво. Шах. 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 Ти прекиниш на секој потек шах да викаш. Па шах играме, бе, те стрезо. Па шах играме, не играме, не лути се човече. На секој не се викат шах, шах. Па што се лутиш? Стегни го она. Еве го, добро. Нешто си мислам, бе, те стрезо. Колку генијалци имаме ние у држава, а? Имаме многу. Да. Млади. Шах. Имаме, да, стварно имаме и да ти кажам право, срам ми е што дишам јас со нив исти воздух. Ба те стрезо, они не се за тука. Значи, они комотно може да се отидат у Европа. Може ли додет во Европа? И ние сме Европа. Не сме на друг континент. И ние сме Европа. Нека си остане овдека и од овдека нека си ја покажат гениалноста, ќе не направат нас славни. Ти си. Стигни на ова. Шах. Ба те стрезо, јас знаеш што мислам? У последно време почнав да мислам дека и јас сум генијалец. Ајде, да чујам. Смислив нова игра, ба те стрезо. Каква игра, Стевче? Шах. Абе, стегни.
Каква игра смисли? Шах за тројца. Шах за тројца. Не, ова е секоја чест. И јас мислам тега треба да го предложиш во фонд за иновации. Стварно? И то не само за тројца, и на 3 спратак можеш да го направиш. Не, за тројца, ма мене глупо ме беше, ја ти речам, Никако не, ова е прекрасна може идеја. да да го предложим. Доста таму тие два и научи со мене да играш шах, уше тројца да бидиме да играме шах. Кај ќе стојат фигури во третиот. Па да, ма јемам, кога играм со замислено другарче со мене, О, бој, губел. а он ми каже, вака, па ти се нервираш од тие са шах. Шо? Таман ти беше шалчето, шо го вадиш шалчето сега? Ај речи уште на шах. А? Речи уште на шах. Па шо играме? Па Речи шах, на шах. па шах. Речи уште на шах. Речи попари со речи како ме уште попари. на шах. Абе шо се лутиш? Речи Па шо уште се на- лутиш ако Шах, го видиш? шах, шах, Ама шо шах. се лутиш ако го видиш? Шо, ако игравме Па дај, джандар играме збира монополо. на секој джандар ќе ми Чада, па дај Джандар играме ќе ми монополо, вика, шо се шах. лутиш? Шо се Мене ти фрљаш, ти по мене ти фрљаш. Сами те кажувам дека шана дека окет на топот, ќе ти кажувам